можам да кажам слободно во раните утрински часови долета од Загреб професорката Ивана Брезовиц и незините ученици, вака ќе кажам. Вие сте председателка на Македонското културно друштво Охридски бисер во Загреб, професорка сте по македонски јазик, а дојдени сте тука на 58-те Рацинови детски средби, што се почнуваат денес, меѓутоа вие ќе одите веќе утре ќе гостувате во Велес. Добро утро. Добро утро на сите што ја гледаат македонската телевизија, на сите кои што го празнуваат ликот и делото на Кочо Рацин, до сите ученици кои што ќе бидат дел од самата манифестација и практично до сите пријатели на Македонија кои надвор и во Македонија прават се за зачувување на македонскиот јазик и на нашиот идентитет. Многу убаво кажавте. Првин ќе почнам со она да ве прашам, бидејќи сте професорка по македонски јазик, колку ученици, колку можат оние што сакаат да учат македонски јазик, буквално во делот на образованието, колку имаме македонисти? Па вака, значи, што се однесува до основните училишта, постојат 5 училишта во кои што се изведува наставата во основните училишта, распоредени на територијата на Хрватска и 3 средни училишта. Освен тоа, го имаме и лекторатот во Риека и ја имаме катедрата за македонски јазик во Загреб. Одлично, го имаме и Македонското културно друштво, каде што сте вие председателка Охридски бисер. Еве еден убав проект што е поддржан од вашето Министерство за образование, да не сгрешам? Да. Така. Проектот што содржи ќе настапите, нели, утре во Велес. Така, да. Значи, проектот започна со идејата, тргнавме од идејата дека промовирањето на ликот и делото на Кочо Рацин е она што всушност на нас македонците кои што сме во Загреб, а со тоа и ги празнуваме белите мугри во Самобор, се создаде идејата дека е потребно на еден начин да се направи меѓународна соработка каде што ќе се покаже дека учениците кои што учат македонски јазик практично го чуваат ликот и делото на самиот еден од најзначајните наши поети. И така минатата година скромно тргнав во реализација на овој проект. Ова е наша втора година. Финансиски сме поддржани од страна на Министерството за образование и млади на Република Хрватска и сме навистина горди што нашите ученици се многу среќни и едноставно нивната поетска мисла созрева со самата желба да бидат победници, бидејќи само победниците стануваат дел од самата манифестација во Велес. Меѓутоа, секоја година нешто се менува, се надевам дека бројот на ученици секоја година и ќе расте, а со тоа и интересот за изучување на македонскиот јазик и кај нас македонците кои што живееме и работиме во Хрватска, а и кај хрватското население кое што доста позитивно гледа на македонскиот јазик и можам слободно да речем дека во изминатите 20 години откако е започнато изучувањето на македонскиот јазик, најпрвин во основното училиште Никола Тесла во Загреб, значи тој интерес расте. Оваа година очекуваме позитивен одговор од Министерството за отварање на уште едно училиште во кое што ќе се предава самиот предмет македонски јазик по модел С и со тоа имаме позитивна слика и меѓу самите значи учесници, родителите кои што на еден начин се многу битни за нас во реализацијата на изучувањето на македонскиот јазик и секако нели овде би ги споменала и проектите кои што ги организира и самата Агенција за иселеништво, бидејќи учениците од сите земји надвор имаат можност да бидат дел од летната школа за македонски јазик. И на еден начин да направиме спој помеѓу нашата татковина и сите земји и на еден начин учениците од диаспората меѓусебно да се запознаваат и на тој начин да го јакнат својот идентитет. Убаво кажавте, јас ке одберам има едно машко. Добро утро, здраво, како се викаш? Јас се викам Леон, имам 10 години и дошол сам во Македонија због детски Рацинови средби во Велес. Утре си во Велес? Кочо Рацин, кој е Кочо Рацин?
Кочо Рацин е еден убав, многу убав, македонски писац и Роден е во Велес, дали знаеш? Кочо Рацин е роѓен во Велес. Утре ќе читаш песна од Кочо Рацин, или? Своја песма Своја песна за Кочо Рацин. Да. Честитки ти посакувам убав настап. Само уште едно прашање, ќе прошетате во Скопје? Така е, да, се обидуваме на еден начин да ги запознаеме учениците со сите содржини кои што на нас како диаспора ни се нудат. Имаме средба со директорот на Агенцијата за иселеништво, ќе го посетиме Друштвото на писатели на Македонија и ќе видиме како работи редакцијата на детското списание Росица. Убав престој во Скопје, убаво да си поминете на детските расинови средби и се гледаме во следна прилика. Поздрав за сите и ви благодарам што на еден начин ја информирате јавноста за сите активности кои што се и надвор од Македонија, а се однесуваат на зачувувањето и развојот на македонскиот јазик во диаспората. Ви благодарам за учеството во утринската програма и навистина нешто што ми е драго, што навистина го чувате, го како велиме, промовирате и го презентирате македонскиот јазик, особено во образованието. Уште еднаш ви благодарам.